Дали бројката 13 е баксузна? Тоа зависи од нас. Ајде да раскажеме една случка која може да биде вистинита. Почнуваме. Да речеме дека е утро. Обоено, сликовито. Орхан, не качуви се во автобусот број 13. Баксузен е. Рече неговата баба по мајка му. Орхане, не оди по улица број 13, баксузна е. Рече неговиот дедо по татко му. Орхане, не седи на 13-тата клупа, баксузна е. Рече неговата баба по татко му. Орхане, не купувај среќа со број 13. Баксузна е. Рече неговиот дедо по татко му. Тие до вчера зборуваа, внимавај на патот да не ти го пресече црна мачка. Денес вела дека бројот 13 е баксузен, а кој знае што ќе измислат утре. Орхан излезе од вратата. Во лифтот го сретна детето што живееше во станот број 13. Тоа беше дамкаво дете. Ами сега, дамкавото дете јадеше бурек. Му понуди на Орхан. Тој се зачуди. Слегоа долу. Татко и на Ѓунил се качуваше во колата. Го викна Орхан и дамкавото дете. Ги одведе во училиште. Регистрацијата на колата беше 13-13. За училишниот хор избра 13 ученици. 13-тиот беше Орхан. Девојчето што стоеше до Орхан во дневникот беше запишено под број 13. Живееше на улица број 13. Секаде 13-13-13. Тој ден во училиштето се одржуваше полугодишна приредба. Имаше и лотарија. Орхан зеде една среќа. Почна извлекувањето. 101, 17, 49, 14, 96, 13. Најубавиот подарок беше фудбалска топка. Топката ја доби Орхан. Орхановата радост немаше крај. Потрча дома. Пред вратата поштарот му даде писмо. Беше 13-тиот ден од месецот. Домашните повеќе се радуваа на Орхановиот подарок, отколку на писмото. Кој ти беше бројот на среќата? Прашаа. Орхан малку подзастана, како да не веруваше и самиот тој, и тихо изусти. 13.